тешка геостратешка грешка и смешка. Така можат во една реченица да се опишат пресовите на Социјалдемократскиот сојуз. Поточно да ги подсетиме на овие зборови од почетокот на моето одбраќање на нивниот лидер, некогашен и идол, што продал Бостон во Горњи Милановац. Небитно, работел човек, работел. Не се. Се обраќаат секој ден на јавноста. Најтрагичното во нивното обраќање е тоа што сериозно оние ја сватили улогата на опозиција. Искачаат секој ден на пресуи, тоа веројатно Венко им го има кажано, секој ден на пресуи да сме присутни. И сега превидуваат таа работа дека нивните пресови и во јавност имаат импакт на пувеш од препелица, ама нема везе. Некој им наредил, они тоа го прават. И се излегува вчера со... искача, излегува со два преса. Првиот за оваа несрекнава пациентка која што била болна од тешка болест, која што болести се наоѓала во терминална фаза и од која што починала. И они од тоа се обидува да направат политички поени, демек некој е крив во здравството, како биле, па оние прашања од типот на која да одговори министерот. Го прашуваме министерот, го прашуваме ова. А што ќе каже на ова? Значи, социјалдемократи, немате трошка право, а и легитимитет, освен што сте влезени во улога на некоја битна опозиција. Значи, немате никакво право да излегувате минимум во наредни 4 години на пресконференции. Минимум. А за тоа време ви е попаметно, ви реков, да се расформирате, да направите катна гаража на местото кај што ви е штабот на Бихачка. Значи, немате право. Спомнувате, сакате политички поени да освоите на болната пациентка од тешка болест која што починала. Демек, здравството не е. Као тоа здравство да не беше, да не го водевте вие, а видовме како го водевте. Богданке мори, не Славјанка, Богданка, знаете на кого се однесува. Се сеќаваш кога во ваше време, за време на ваше владење, доктор во некоја болница, тоест не во болница, во куќата си направил приватна ординација и вадал органи на трудници кои што дошле за гинеколошки преглед. Што направивте, Богданке, со тој лекар во ваше време? Дека владеевте, и го казнивте? Или условно го казнивте и му дозволивте и понатаму да се бави со работа? Стварно ме занима што направивте. Што направите, Богданке, што ќе кажете за оние десетици случаи што ги имавте на родилки, чишто деца почина, бебиња или они почина? Имаше разврска тие случаи некакви? Имате одговор на ова во ваше време што се случуваше? Да не зборам, Богданке, а тоа ќе си го прашаш и твојот лидер, какви манипулации, измами правеа за време на короната? Како го мамеа својот народ? Како го држеа во состојба на паника, на постојан стрес, за да го натераат да седи затворен дома во карантин, кога болеста воопшто не е карантинска, да се вакцинира со многу сомнителни нешта кои што ги нарекоа Светската здравствена ги нарече вакцина и воопшто не беа вакцини. Направивте таков стрес и паника, се заканувавте дека луѓе ќе бркате од работа одредени компании ако не се вакцинира, дека тоа мора да се направи, дека тоа е обврзително, дека го заштитувате светот со тоа што луѓето ќе ги натерате да се вакцинираат. Особено ги теравте да се вакцинираат луѓе кои што прележале корона. Еднаш, два пати прележале. И нив ги теравте да се вакцинираат. Да беше ова нормален свет, да не беше некоја нова нормалност, како што
вашите работодавачи, ја нарекоа, и оние кои што ви наредуваа за короната, како да постапувате со својот народ. Да не беше ова, да живеевме во вистинска нормалност, а не нова нормалност. За ова Богданке прво вашиот прв човек, моментално партијата ќе требаше сериозно да одговара за сериозни кривични дела. Да не збориме за тие работи од типот ширење на паника итн, затварање на населението од дома. Во еден вид куќен притвор, додека за тоа време тие денови, додека градов беше затворен, се правеа милиони ситни и покрупни криминалчиња низ градов, криминали. Баш уек на карантин, некој работеше, шлепери поминуваа. Богданке, кого бе го заебавате, кажа. А да не збориме тоа, пак ќе си го прашаш лидерот Богданке за ова модуларната болница во Тетово. Ви текно е, не го даваме Филипче, верувај му на Филипче, луѓе изгореа за 5 минути во модуларната болница. Да не зборам ја, има за тоа сторија ироло направено, кој кому со кого потпишал договор таа да се изгради болница, да се монтира така како што се монтирала, за да изгори толку брзо и нормално виновникот да биде продолжениот кабел. Заради продолжен кабел отидоа таму 15 луѓе. Не знам колку беа. Да не зборам за вашите други милион ветувања дека ќе го оправите здравството, дека новиот клинички ќе го изградите таму и таму. Ништо со прст не мрднавте. И сега вие, како што сте утепани, на прва прилика глумите некоја опозиција. Демек, вие сега исправате кривидрини. Вие кои што 6 години бевте на власт и буквално ништо не направите. А и што ништо не направите на ниво на инфраструктура во државата. Него државата турнавте во состојбен колапс. Комплетен. Национален, државотворен, суверенистички, комплетен колапс. Вие тогаш 6 години ја игравте улогата само на слуги поданички, кои што правеа све за се и секој од надвор, за секој туѓенец, само за да останат на власт, што подолу. И вие сега глумите конструктивна опозиција. Ке се враќале на довербата на граѓаните. Жими Куров ке ја вратите, вака да се изразам академски. Пошто другачи нема да разберете меѓу редови кога го кажам ова, или ако ви го кажам, нели од типот со некој еуфемизам. Да кажеме, ме заболе Хидрантов, тоест ме Жими Хидрантов, што ќе ја вратите до вербава. Така нешто. Тоа е тоа. Втора работа. Сте се фатиле сега за овој што избегал, што судијава дозволил да оди у куќен притвор, овој од учрка терористов што го бара Србија за злостори против човештвото, дека министрот за внатрешни новиот Тошковски, дека он бил крив за тоа. А судијата кој што му одредил притвор, ваш човек. Тоест човек од времето на Дуи и вие кога владеевте. Тоа е тоа, она, како беше, трас, судство на тефтерче од тефтерчето. Што ветувавте дека ќе смените судството, ќе реформирате, за да нема више такви тефтерчиња, трас и така натаму и така натаму. И тука ништо не направи. Се тој судијата го става во куќен притвор, фактички му го отвара патот за бегство, со други зборови му кажа, дечко, еве ти можност, отворена врата, бегај. Кај сакаш оди. Вие се обвинувате полицијата дека не реагирала овој соодветно. Меѓу време, Богданке, заборавате една друга работа, пошто едеве сега исправате кривидрини, глумите џеопозиција, заборавате една друга многу важна работа. А тоа е, се сеќавате ли у времето Обиджуко, кога ви беше министер,
на какви луѓе даваше илегално им даваше пасоши, македонски државјанства, пасоши на луѓе од подземјата во регионот, луѓе барани со потерница, кој оној што беше на Ердоган, што го брка по цел свет криминалец, што е да е негов противник, како се викаше у Струмица, што го најда, што викаше дека у куќата на Заев се спил, дека Заев беше премиер. На луѓе кои што се бараат дека се платени убици, дека работат како платени убици за одредени криминални кланови од Црна Гора, Мрна Гора, кој што беше у Украина фатен или убиен, како беше, не се сеќавам. У времето на Обиджуко цвета престрелките меѓу наркобандите меѓу две скопски села, убиства од Светбелден, центар на град. Се сеќавате на тоа? И вие ќе солите некому памети, ќе глумите опозиција, ви реков, чутете бе. Чутете дека не се расформирате. А ако не се расформирате као партија, ако не сте паметни да се расформирате, барем чутете, не се појавувајте. За секоја ваше појавување прес имаме по 100 други контрааргументи да ви дадеме за тоа какви вие будалаштини сте правили. Затоа мукла бе. Да не ве слушам, да не ве гледам. Се надевам дека дел од вас оваа власт ќе се одважи да ги испозатвори коплувци.